Денес оваа проповед ќе биде за охрабрување. Така да ќе служи да се охрабриме. Причината зашто ја спремав оваа проповед, веќе го гледате насловот, не бој се мало стадо, е затоа што во последно време размислував и се обидував да ја промениме сликата на црквата кај нас во Неготино. Знаете, после короната некако се случи еден феномен кај нас, но не и само кај нас, во многу други цркви, бројот на верници и на посетители драстично опадна. И се молев за ова нешто и барав, Господе, добро, кај грешиме, што е проблемот, што треба да направиме? И Бог ми зборуваше со овој стих. Со овој стих кој што за мене денеска е основа на мојата денешна проповед. Се наоѓа во Лука 12 глава, 32 стих. И гласи вака: не бој се или не плаши се, мало стадо, зашто вашиот татко благоволи вам да ви го даде царството. Овој стих се однесува токму за нас кои што сме малку. И овој стих, иако е краток, носи во себе си една длабока вистина, едно големо охрабрување. И сакам денеска на основа на овој стих да зборуваме, и затоа реков, денеска сакам проповедта да биде охрабрителна. Да се подигнеме малку во духот, сите ние заедно, и јас заедно со вас. И додека ја подготвував оваа проповед и размислував што е она што би не охрабрило, што би не мотивирало, верујте, работите кои што Бог ми ги покажа, ме охрабрија првенствено мене. Додека јас ја спремав оваа проповед, на себе си прво си проповедав, а сега ќе ви го споделам тоа што ме охрабри и на вас. Еве прво нешто кое што е добро да го знаеме, кога се погледнуваме и кога си велиме па ние сме малку, првото нешто што е важно да го знаеме, да, може би сме малку, но важното е дека ние сме на исправниот пат. Ние сме исправната група. Може би сме малку, но ние сме го одбрле вистинскиот пат. Не е толку важно дали сме малку или многу. Важно е дали си на правиот пат. Денеска, знаете, мнозинството е перцепција за исправност и за успех. Бројките и големината стануваат мерило за она што е посакуваната норма. И ние почнуваме да веруваме по дефолт дека таму каде што е мнозинството, таму е вистината. Таму треба и да си и ти. Каде што одат сите, таму треба и ние да сме. Па дури еве, гледате, живееме во свет на една таква мегаломанија каде што веќе и малите продавнички не се интересни. Сега се популарни оние големите, нели, IKEA, Jumbo City, не знам, City Mall, па имаме Eastgate. Таму е народот, таму одат сите. Интересно е да видиш таму каде што е нешто големо, каде што се сите. Сите сакаме да сме таму каде што е мнозинството. Сите сакаме да го правиме тоа што сите го прават, да се облекуваме како што сите се облекуваат, да живееме според нормите со кои што и светот живее, како што сите живеат. Но гледате, мнозинството не секогаш е гаранција или репер за исправност. Ако нешто го прави мнозинството, или ако на некое место е мнозинството, не значи дека тоа е исправното. Всушност, ако ја читаме Библијата, ќе видиме дека работите, колку и да изгледат контроверзни, се обратни. Денеска се повеќе ни недостигаат луѓе со интегритет. Луѓе кои што ќе застанат на страната на вистината и на правдата. Но знаете ли која е дефиницијата за интегритет? Дефиницијата за интегритет вели да го правиш тоа што е исправно, дури и кога никој не го прави, или да никогаш да не го правиш тоа што е погрешно, дури и кога сите го прават. Проблемот во светот денеска е токму тоа, што ние решаваме да го правиме тоа што сите го прават, па макар и да не е исправно. Или ние не го правиме оно што е исправно затоа што никој не го прави. Зошто? Затоа што сакаме да сме на страната на мнозинството. Но ајде да се подсетиме, браќи и сестри.
Ние не го правиме оно што го прави мнозинството. Ние сме повикани да го правиме оно што е исправно, оно што е вистинито. Ние не сме повикани да го следиме мнозинството, ние сме повикани да го следиме Христос. И не е важно дали сме мнозинство или малцинство. Може би ова вака, кога ќе го слушнеме збором малцинство, звучи депримирачки, но ајде да погледнеме од другата страна. Не се работи за тоа дали сме малцинство, него дали сме на исправниот пат. Ја знаете параболата за житото и за каколот. Знаете ли што се случи со каколот во параболата? Што се случува? Каколот се собира и се фрла во оган. Знаете ли во приказната што сме ние, житото или каколот? Ние сме житото. Ние сме житото. Јас би сакал да сум на страната на житото. Затоа, овде важното е која страна си ја одбрал, не дали си малцинство или мнозинство. Ние сме житото. Понатаму Исус велики ги оддели овците од козите. Ние сме овците, а не козите. Кога во Откровението апостол Јован зборува за Христовата црква, тој прави споредба помеѓу две жени. Едната жена ја нарекува невеста Христова, облечена во бело, прекрасна, стокмена за својот маж, додека другата жена ја нарекува блудница. Знаете ли која сме ние? Ние сме невестата Христова. Црквата е Христовата невеста. Кој би сакал ти да бидеш повеќе? Блудницата или Христовата невеста? Би сакал да бидеш меѓу козите или меѓу овците? Би сакал повеќе да бидеш во каколот, кој што ќе изгори во оган, или житото? Ние сме житото. Може би ќе кажеш, да, ама сме малку, но важното е дека ние сме на исправниот пат. Токму затоа, кога читаме во Матеј 7 глава, во 13 стих, таму Исус зборува за широкиот пат и за тесниот пат. И таму читаме, вели, зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот вечен, и малкумина се оние кои што ги наоѓаат. Луѓе, малкумина се тие што одат на тесниот пат. Ние мораме да го прифатиме тој факт. Но овде Исус ни кажува една многу важна вистина. Тесниот пат води во живот вечен, не широкиот. Сакаш да одиш по широкиот? Широкиот ќе те одведе таму каде што е огинот, ќе те одведе во пропаст. Тесниот пат води во живот вечен. Тесната врата води во спасение. Но Исус вели, малкумина се тие кои што ги наоѓаат. Малкумина одат на тесниот пат. Во Лука 13 глава 24 стих учениците го прашуваат: Господе, малкумина ли ќе се спасат? Исус вели, пробајте да влезете низ тесната врата, затоа што вели, многумина се обидуваат, но не ја наоѓаат. Пробајте, вели, да поодете по тесниот пат, зашто малкумина го наоѓаат. И тоа е вистината. Ако читаме исто во книгата Откровение, ќе видиме дека таму за неколку цркви Исус ги пофалува дека се на вистинскиот пат, иако се малку. Читаме во Откровение во 3 глава, 8 стих. Исус кажува до црквата во Филаделфија, вели, пред вас поставувам отворена врата што никој не може да ја затвори, зашто и покрај малата сила што ја имате, вие останавте послушни на мојата порака и не се одрековте дека сте следбеници на моето име. Гледате, Исус овде не вели, срам да вие сте многу малку, срам да вие имате мала сила, ништо не сте, за ништо не сте способни, погледнете колку сте малку, не ве бива за ништо. Исус вели, пред вас ќе поставам отворена врата и никој нема да може да ја затвори. Зашто и покрај малата сила што ја имате, што му беше важно на Исус? Ми останавте верни и не се одрековте од моето име. Тоа е важното. Без разлика дали имаме мала сила во овој град, дали сме малку, може би сме собрани само 10 души, овде Исус вели, јас ќе ви дадам врата што никој нема да може да ја затвори. И јас ќе бидам на ваша страна, затоа што останавте верни.
Во Матеј 22 глава вели, многумина се повикани, но малкумина се избрани. Ако погледнеме низ библиската историја, ќе видиме секој пат бројот на оние кои што биле на страната на исправното, на Божјата страна и оние кои што се спасиле, биле малку. Еве да почнеме од самиот почеток. Ное. Знаете ли дека кога Бог реши да го потопи целиот свет и да ги избере оние кои што му се верни, знаете ли колку луѓе се спасија во бродот? Само 8 души. Само 8 души. Останатите загинаа во потопот, затоа што не се најдоа достојни. Ниту еден од нив не го следеше Бога. Никој еден од нив не го бараше Божјото лице и Божјата правда. Исто така, ако читаме во Даниел 3 глава, кога царот кажа, ќе подигнам кип и секој да му се поклони на кипот, кој нема да се поклони таму во жарената печка? Седрах, Мисах и Авденаго, токму така. Само 3 лица, само 3 евреи не се поклонија. Тие рекоа, царе, ако сакаш фрлај ни огин, ако сакаш не, што сакаш прајни, ние ќе му останеме верни на Бог. Ние од Бог не се откажуваме. Овие тројца, Бог беше со нив кога ги фрлија во жарената печка. Пишува дека и видоа помеѓу нив уште еден четврти како Синот Божи, кој што водеше помеѓу нив и ги заштити од огинот. Но тие рекоа, шо и да се случи, ние не се поклонуваме. Дали сме подготвени да бидеме во оние малкуте, макар и да сме во градот само тројца, макар и да сме само 10, да сме оние помеѓу малкуте кои што нема да се поклониме на овој свет, кои што нема да се поклониме на богот на парите, кои што нема да се поклониме на неморалот, на сето на што овој свет го нуди и ќе кажеме, јас во недела сум на црква, па макар и сам да сум. Јас ќе го следам Господа, па макар и да сум помеѓу тие 10. И цел град нека ми се смее, јас одлучив да му бидам верен или верна на мојот Господ. Не се откажувам од неговото име. Овде гледаме дека Господ беше со оние кои што беа малкумина, ама беа верни на него. Читам исто понатаму во книгата Броеви. Во 14 глава има еден многу тажен случај. Бог ги избави евреите од египетското робство, кои што беа 400 години робови. И сакаше да ги воведе во хананската земја, земја во која што тече мед и млеко, така ја опишаа. Ние се фалиме во неготино со тоа што имаме убаво грозје, родна лозија. Но знаете ли кога влегува во хананската земја какво грозје најдоа таму? Таму најдоа таков грозда голем што мораа двајца да го носат. Требаше двајца да го носат на стап. Еден не можеше да го носи, беше толку голем, толку родна земја. И сепак, кога требаше да влезат, тие се исплашија, рекоа, луѓето таму што живеат се како джинови, огромни. Ние таа земја не можеме да ја освоиме. И никој не сакаше да влезе. Тие изгубија вера, не му веруваа на Бог дека ќе им ја даде таа земја. И заради тоа нешто Бог рече, заради вашето неверие, затоа што вие не ми верувате дека јас можам да ве водам во оваа земја, никој нема да влезе во оваа земја, освен двајца луѓе, Јошуа и Халев. Ево уште две имиња што можете да ги запомнете. Замислите, од цела генерација на евреи што излегува од еврејската земја, од египетската земја, Бог рече, оваа генерација никој нема да влезе. Следната да, но од овие што излеговте од Египет нема никој да влезе, само Јошуа и Халев, затоа што тие единствено му поверуваа на Бог и рекоа, Бог му ќе ни ја даде оваа земја. Јошуа, или кај нас го пишува Исус Навин, Исус синот Навинов. Сега, овде повторно гледаме дека само двајца му веруваа на Бог. И тие влегува во ветената земја како символ на земја кој што, каде што нели, Бог ни дава ветување. Символ на оно што ние го гледаме, како да кажеме, небесното царство. Затоа е важно да разбереме првата вистина. Може би сме малцинство, но многу е важно да знаеме дека сме на вистинската страна, на вистинскиот пат. Ние сме житото, а не каколот. Запомнете го тоа. Ние сме овците, а не козите. Ние сме невестата Христова, а не блудницата. Без разлика дали сме малку или многу.
Второ нешто кое што е важно тука да го разбереме кога веќе зборуваме за Јошуа и Халев е дека Бог е на наша страна. Бог е на наша страна. Дури и да сме малцинство. Важно е дека Бог е на наша страна. Има една поговорка која што вели: јас и Бог сме мнозинството. Да, ако Бог е на твоја страна, не е важно колку мина се од другата страна. Не е важно колку се против тебе. Верувај, ти и Бог сте мнозинството. Спомнав за ветената земја. Кога израелците требаше да влезат во ветената земја, тие требаше да се соочат со еден народ кој што беа многу високи по раст. Беа толку високи што во нивните очи изгледаа како джинови. И не само тоа. Еве ќе ви прочитам како тие себе си се гледаа во споредба со нив. Кога дојдоа 12 извидници и кога затрубија трубите, знаете ли што се случи? Сите се поклонија, сите паднаа на колена и сите се клања на кипот. Знаете ли колку души не се поклонија? Само тројца. Само тројца. Не кралски извидници, ама извидници кои што беа испратени од Мојсе, од израелскиот народ, и еве што соопштија во извештајот, вели: видовме таму огромни луѓе од потомците на родот Аноков, и ние изгледавме пред нив како скакулци, и такви бевме и во нивните очи. Можете да замислите како се гледале тие. Како скакулци. Вели, ние во споредба со нив, како скакулци се чувствувавме. И затоа нема шанса да влеземе и да ги победиме. И знаете ли на ова нешто како реагира Јошуа и Халев? Пишува, тие ја раскинаа својата облека и реагираа на ова нешто. И рекоа: луѓе, ако Господ не сака, тој ќе не воведе во оваа земја и ќе ни ја даде. Тоа е земјата која што Бог ни ја вети, каде што тече мед и млеко. И вели, само не се бунтувајте против Господ и не плашете се од народот на таа земја. Тој е мал залог за нас. Тие немаат заштита, а со нас е Господ. Затоа не плашете се од нив. Од каде доаѓаше храброста на овие двајца луѓе, Јошуа и Халев? Слушате ли? Храброста не доаѓаше од таму дека тие се мнозинство. Што мислите, тие не беа свесни дека од другата страна има джинови? Беа свесни дека тие луѓе се огромни по раст. Знаете ли кој беше еден од тие луѓе со кој што подоцна требаше да се тепа Давид? Голијат. Голијат, за кој што пишува дека беше 12 лакти, ако не се лажам. Огромен човек. Некои кажуваат дека е по висина, мерено според тоа што го пишува, околу 2,5 метри, може и повеќе. Може да замислите колку висок е бил. И сега да се тепате со таков човек, тоа замислете не е еден. Вие требаше да се соочите со армија такви луѓе. Кога отидоа во земјата да извидат тие видоа, сите луѓе сме такви бе огромни. И силата на Јошуа и Халев не доаѓаше од таму дека тие беа огромна војска. Во споредба со нив тие беа мали и ситни. Но слушайте што вели Јошуа. Вели, не плашете се од народот на таа земја. Тоа е мал залог за нас. Како бе мал залог? Знаете ли зошто? Евеа причината. Еве го изворот на нивната сила и увереност, вели. Тие немаат заштита, а со нас е Господ. Амин. Ако со нас е Господ, не плашете се, браќи и сестри, без разлика што сме мало стадо. Затоа Исус вели, не бој се, мало стадо. Бог благоволи вам да ви го даде царството. Не бој се, мало стадо. Исус знае дека ние знаеме како луѓе да се обесхрабриме кога сме малку. Кога сме малку, ние паѓаме во духот, ќе се свртиме лево, десно и велиме, што сме бе ние тука шака народ? Што можеме да направиме, а пред нас се джинови? Но Исус навин, Јошуа вели, тие немаат заштита, а Господ е со нас. Затоа, најважната вистина во сето ова е дека Бог е на наша страна. Тоа запаметете го. Без разлика дали сме малку или многу. И да бидеме реални, да си малцинство и не секогаш е така лошо и не секогаш на нас како луѓе ни пречи. Ние знаеме да се обесхрабриме кога сме малцинство.
Но пастор Будимир знаеше на српски да каже, тој беше србин, тој беше мојот пастор кој што е основа црквата во Штип. Тој знаеше на шега да каже: лепо е бити паметан, али мало насил. Да ве прашам, сакате ли да бидете во малцинство паметни луѓе или во мнозинството глупави? Од тие малкуте, нели? Порно да сум паметен, макар и малку да сме, отколку да сум во мнозинството глупави. Или да кажеме, одлучат денеска во Неготино да извлекуваат, од сите жители на Неготино да извлечат 5 души кои што ќе добијат стан. Сакате да биете во тие малкуте 5 што ќе ги извлечат или во тие многуте што нема да ги извлечат? Сега не се буниме ако сме во малкуте, нели? Викаме, во тие 5 да сум, не е лошо. Дури и ќе се молиме, ќе викаме, Господе, дај да бидам во тие 5, дај да бидам. Зошто? Затоа што, има и некои привилегии, некојаш да си во малкуте, па и не е толку лошо. Нашиот син Тимотеј, кога аплицираше за стипендија во едно училиште, во еден универзитет во Америка, имаше пријавено околу 150 души. И тие доделуваа стипендија за странски студенти само на 3. Нашиот син Тимотеј се најде помеѓу тие 3 и доби стипендија. Сега убаво е да си меѓу тие 3, нели? Убаво е да си во малкуте. Затоа велам, понекогаш да си во малкуте и не е толку лошо. Овде ставив на слика злато. Златото сите знаеме дека е ретко, го нема насекаде, нема кај ќе копнеш право злато. Нели? Малку е, ама сепак и златото е ретко, ама сите го сакаме. Златото е ретко, ама е вредно. Диамантот е редок, ама вреди, ама е скапоцен. Школките, не во секоја школка има бисер. Сте пробали некош, јас како дете кој ќе одев на море или некаде ќе најдете школки, право отвараме, мислиме бисер има. Отвориш една нема, отвориш друга нема, отвориш трета нема. Виж како бе од нацртаните гледав бисери. Нема во секоја школка. И бисерот не се наоѓа во секоја. Малку се оние школки што имаат бисер. Ама се затоа пак скапоцени. Па ние сме како златото. Ние сме како диамантот. Јас и ти сме диамант. Јас и ти сме школска со бисер. Малку сме, ама затоа во Божите очи сме скапоцени. Затоа нема да се обесхрабруваш ако гледаш дека сме малку или дека сме ретки. И златото е ретко, и диамантот, и школката со бисер, па сепак се посакувани. И да бидеме малку, понекогаш, или да бидеме мала заедница, понекогаш има и одредена привилегија. Не знам колку од вас сте имале прилика да посетите големи цркви. Низ Америка и на Западот има мега цркви. Јас најголемата што ја посетив беше околу 2000 души. Но има и поголеми. Има во Сеул, Кореја, например, црквата брои некаде околу 800.000 членови. Може да замислите. Имаат секој ден богослужби, тоа некаде по 20 богослужби се собират на една богослужба, некаде по 10.000 души. Огромен број на луѓе. Но знаете што е проблемот во такви големи цркви? Таму никој не те забележува. Таму си само бројка. Ако те нема денеска, ако не дојдеш на црква, па и цел месец ако не идеш на црква, на никој нема да му недостасуваш. Никој нема да забележи. Но во една мала црква, твоето отсуство се забележува. Ако некој од вас не дојде, ние ќе забележиме. Твоето присуство во една мала црква вреди. Кога сме малку, тогаш исто така има многу поголема блискост. Бидејќи замислете ако бевме 2000 души верници во Неготино, убаво ќе беше, ама немаше шанси јас да ги запомнам имињата на сите. Немаше шанси да ги знам проблемите на сите вас. Или да се молам за сите поединечно, или да ве посетам поединечно. Ама кога сме малку, тогаш блискоста е поголема. Тогаш сите се познаваме лично, стануваме по-блиски, си ги знаеме проблемите еден друг, се молиме еден за друг и многу повеќе значи кога сме малку. Многу повеќе можеме да си посветиме внимание еден на друг. Вредноста на секој член е многу повеќе изразена кога сме малку. Тогаш не се чувствуваш дека си само бројка. Затоа
да сме мала заедница, има одредена привилегија. Одиме и до следното. Не е погрешно, ниту не библиски постоењето на мала црква. Ние понекогаш живееме, да кажем, со еден таков хендикеп или со еден таков комплекс, дека штом се мала црква мора да правиме нешто погрешно. Мора да има нешто што не е во ред со оваа црква, што сме се така малечки и не растиме. И во нас еден црв јаде, сигурно има нешто што не е во ред, и сигурно има нешто погрешно. Но не мора да значи. Дали ви е спознат зборот фобија? Знаете ли што значи? Страв. Зборот фобија е грчки збор и во превод означува страв. Луѓето имат фобија од различни нешта. Некои имат фобија од затворен простор, од височина, дури има луѓе што имат фобија од кловнови. Клаустрофобија е страв од затворен простор, од тесен. Хемофобија е страв од крв. Акрофобија е страв од височина. Аерофобија е страв од летање. Библиофобија, не знам дали знаете, тоа е страв од книги. Грчкиот збор фобија е употребен во стихот на кој што се заснова денешната проповед. Читавме во Лука 12 глава 32 стих. Исус вели: не плаши се, мало стадо. Знаете ли дека ние христијаните имаме фобија од тоа да сме мало стадо? Или Исус, ако го прочитаме во грчка форма, во оригиналот Исус овде ни вели: мало стадо, немој да имаш фобија од тоа што сте мали. Немајте фобија од мало стадо. Немајте фобија од тоа да сте мали. Не е погрешно. Не библиски Исус ни кажува. Не плаши се, немај фобија да си мал. Постоењето на мали цркви е библиски. Не е погрешно. Еве ќе ви прочитам некои библиски текстови. Слушнете што вели ова еден познат текст. Во Матеј 18 глава Исус вели: зашто каде што се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас помеѓу вас. Ова го вели самиот Исус. Сега можев да го прочитам поинаку, можев вака да го прочитам. Зашто ако нема барем 2000 души на едно место, јас таму не доаѓам, вели Исус. Или зашто каде што се 5000 собрани во мое име, таму сум и јас помеѓу вас. Не, Исус вели ако се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас. Но што му беше важно на Исус? Да сме собрани во Негово име, да го правиме тоа заради Него, да дојдеме со срце Него да го прославиме. Исус вели бројката не ми е битна. Нека сте и двајца или тројца, јас сум помеѓу вас. Ако читаме во Новиот Завет, ќе видиме дека во тоа време исто така постоеле многу домашни цркви. Домашна црква подразбира мала заедница. Колку може да собере во еден дом верници? Сигурно не може 2000. Нека са били и 20 во една собичка, толку би собрало. Но слушнете, во Колосијаните 4 глава 15 стих, Павле ја поздравува домашната црква во Лаудикија. Во Прво Коринтијаните исто така пишува, Павле вели поздравете ја и домашната црква на Акила и Прискила, која што била некаде во Азија. Исто така во писмото до Филемон, кој што најверојатно живеел во Колос, вели поздравете ја и домашната црква на Филемон, пишува во 1 глава 2 стих. Сето ова се домашни цркви, што значи биле мали црквички, па сепак библиски. Во Откровение 3 глава 4 стих вели, но имам малкумина од Сард, кои што не ги очистија своите облеки, и тие ќе одат во бели облеки заедно со мене, зашто се достојни. Овде самиот Исус во книгата Откровение вели, во Сард има малкумина. Тој не зборува за голема бројка, вели има малку, кои што не ги онечистија своите облеки, не ги извалка, и вели на нив ќе им дадам бели облеки. На кој ќе им даде Исус бели облеки? Не вели на мнозинството, него на таа мала група, тие малкумина, тие вели ќе се удостојат со бели облеки. Во Откровението 3 глава 8 стих читаме за црквата до Филаделфија,
Го читавме ова и порано, вели, пред вас поставам отворена врата, зашто и покрај малата сила што ја имате, вие останавте послушни на мојата порака и не се одрековте од моето име. Овде Исус повторно гласува, вие сте црква што имате мала сила. Многуми на теолози се согласуваат дека станува збор за мала црква, мала групичка кои што немаат големо влијание. Но вели Исус, вие не се одрековте од моето име и затоа јас сум со вас. Затоа ви давам отворена врата. И ова не води до последната точка. Многу е поважно црквата да расте духовно, а не само во бројност. Гледаме во сите овие случаи на Исус не му беше важно мнозинството или големата бројка, него што му беше важно на Исус? Му беше важно во сите овие случаи, дури и да беа мала група, тие да не ги извалкаат своите облеки. Беше важно тие да останат верни на него и да бидат верни во чистотата и во светоста. Така да за една црква е многу поважно да расте духовно, а не само во бројност. Замислете, ова е една противтежа на нашиот, како да кажем, на нашата обседнатост или на нашиот копнеж, постојано да посакуваме една голема црква. Сите ние, најмногу ние како пастори, сакаме да имаме црква која што ќе има бројка од 1000 до 2000. Колку ќе е убаво, замислете во Неготино да имаме црква од 5000 души. Сикаме, тогаш стварно ќе сме сила во Неготино, ќе сме некој и нешто. А сега мала бројка. Но она што Библијата го нагласува е, не мора по секоја цена да се трудиме само да бројката ја зголемиме. Многу поважно е да се трудиме духовно да растеме. Бог вели, ваша одговорност е да растете духовно. Моја работа е бројката дали ќе се зголеми или не. Не се секирате за тоа. Вие растете духовно. Тоа е нашата одговорност. Црквата која што расте само во бројност, а не расте духовно, знаете ли на што прилега? Таа прилега на една големо, високо дрво, кое што нема корени. И знаете ли што ќе се случи кога ќе дојдат бурите? Таквите дрва многу лесно ги откорнува ветрот. Кои што нема длабоки корени, а се големи и високи. Гледате, разгранети со големи крошни, ама корени нема. Затоа, што ни вреди ако сме голема црква од 5000 души, ама ние не сме засновани на Словото, не живееме духовно. Во таа црква ако има неморал, ако секој прави кој што сака, ако не се молиме, тогаш не ни вреди да сме и 10.000. Црква која што само расте во бројка, а не во духовност, Исус ја споредува како куќа изградена на песок. Тој вели човекот кој што не го засновува својот живот на зборот Божи, е како човек кој што изградил куќа на песок. Таква и црквата која што расте во бројка, а не расте духовно, не се засновува на зборот Божи. Црква која што духовно пораснала, треба да ги има кај себе си овие елементи. Вели, тоа е црква каде што членовите добро го познаваат писмото и знаат добро што веруваат. Дали сме таква црква? Или еве уште полично, дали си ти таков верник? Бидејќи за црквата да биде таква, треба секој еден од нас поединечно да го има тој квалитет. Втората работа, втората особина. Црквата која што расне духовно е црква во која што верниците редовно се молат и тоа им представува задоволство. Значи не треба да не тераш на сила, едва и сме се собрале двајца, него треба кај нас да има жар за да се молиме и со радост да се собираме да се молиме. Кој ќе кажат, како што вели Давид, кога ми рекоа, ајде да одиме во домот Господов, се зарадував. Трето нешто. Црква која што расте духовно или е зрела духовно е црква во која што верниците не се срамат на другите да зборуваат за Христос. Не се срамам ако некој ме праша каде одиш, не се срамам ако некој ме праша читам ли Библија, не се срамам ако треба да му зборам на Исус, но моите пријатели, пријателки, колеги, роднини, не се срамам. Црквата која што расте духовно или е духовно зрела е црква во која што на верниците не им е проблем да жртвуваат за Божјото дело и да даваат
финансии редовно во црквата. Биќе тие се духовно зрели и знаат дека Бог ги благослови и знаат дека дават за оно што е исправно. И не им е проблем да жртвуваат не само финанси, него и од своето време да жртвуваат во недела, да знаат тие 2 часа сакам да бидам во црква со Господ без разлика на моите обврски. И последно нешто, црквата што расне духовно е црква во која што плодовите на Свети Дух се очигледни во нивниот карактер. Значи, кога ќе влезеш во таа црква, дури и да сме само 10 души, во таа црква ти ќе видиш радост. Во таа црква ти ќе видиш љубов едни помеѓу други. Во таа црква ќе видиш простителност. Во таа црква ќе видиш чуден мир ќе доживиш. Ќе кажеш, бе, влегол во таа црквичка, беа малкумина, 10 души се собира таму. Ама толку убаво се чувствував, присуството Божјо беше толку силно таму, абе, не ми се излеваше. Уопште не ми беше важно што се само 10. И сега ние треба да се стремиме да видиме таква црква пред се. А бројката е Божја работа. Тоа не зависи од нас. Наше е ние да растеме духовно. Моја и твоја одговорност е, Господе, мени ме да бидам угоден на Тебе. Мени ме плодовите на Свети Дух да бидат изразени во мене. Мени ме до таа мера што кога ќе влезат луѓето во нашата црква, луѓето да ја доживеат таа љубов помеѓу нас, да кажат, се почувствував многу убаво. Менувај не до таа мера да луѓето ја препознаат радоста во нас, да видат дека ти си помеѓу нас. Знаете, не е се рекол во бројката. Кај традиционалните цркви исто така има реки народ кога има некаков празник. Ке видите за Божик, за Великден, толпа луѓе одаат таму. Ама повторно тоа се непроменети луѓе. Во таа толпа, ако сте таму присутни, ке видите дека тие луѓе понатаму пцуат и понатаму зборуваат за жени и понатаму размислуваат за светски работи. На слави, еве, кој ќе видите кога се собираат на слави, најчесто е жално што на славите луѓето знаат и да се изопијат и да помага ништо што се мнозинство. Затоа не е целта само да сме мнозинство. Ќе кажам еден пример и со него ќе завршам. Во некоја голема катедрала, еве да речеме во Франција, царот редовно доаѓал на неделните богослужби. И сите знаеле, цел град знаел, цела земја знаела дека царот во таа катедрала оди на богослужба. И не било изненадување што богослужбите во таа црква биле секогаш преполни со народ. Огромна толпа на луѓе доаѓале таму. Таа била најпосетената црква, најпосетената катедрала. Дури немало место. Ама секоја недела царот лично бил присутен таму на богослужба. Заедно нели со неговите советници сите таму. И една недела доаѓа царот на богослужба, влегува внатре во катедралата и нема жива душа. Нема никој, само свештеникот. Царот изненаден. До сега вакво нешто не се случило. И оде кај свештеникот вели, оче, што е оваа работа? Не можам да разберам. Обично е постојано полна. Црквата сега празна само. Јас и советниците, нема никој. Што е причината? И свештеникот рекол, царе, јас кажав во текот на неделата дека вие оваа недела нема да дојдете на црква. И тој рече, па зошто си го направил тоа нешто? Јас такво нешто не сум кажал. Зошто си ги излажал луѓето и им си рекол дека нема да дојдат на црква? И тој рекол, па сакав да видам кој доаѓа за Господ. Господ. Но прашањето е кога одиш, дали одиш заради Господ или заради царот, заради мнозинството. Ако одиш заради Господ, тогаш нема да ти е важно дали таму каде што одиш се само 10 души или се 2000 души. Бидејќи важното е таму каде ќе одиш да знаеш дека е Божјото присуство. Тоа на нас треба да ни е најважното. Ако денеска сме тука, само можеби 10, иако фала му на Бога сме повеќе, не сме 10, ама дури да сме само толку. Ако Божјото присуство е тука, тоа треба да ни е доволно. Тоа треба да ни е важно. И еве, се надевам дека преку оваа проповед ве охрабрив денеска. Јас бев охрабрен дека ја проповедав, нека ви биде и на вас на охрабрување.